Знакот на тренерите го означи почетокот на уште еден тренинг. 60 на дечиња со внимание ги слушаа нивните совети. Иако многумина од нив се нуваат еден ден да заиграат за Реал Мадрид, сега барем за момент можеа да почувствуваат како е да се носи дресот на кралскиот клуб. Европскиот фудбалски гигант деновиве беше во Охрид, каде преку својата Реал Мадрид фондација беше организиран 5-дневен меѓународен фудбалски камп. Еден ден сонувам и јас да играм за најдобриот клуб на светот Реал Мадрид. Овој камп сам дошол затоа што волим Реал Мадрид. Овој камп дојдов затоа што го сакам Реал Мадрид. Овде се дружиме и играме фудбал. Помеѓу присутните беа и неколку девојчиња. Па за да научам нека поголемо искуство, да видам како во светот се тренинзите и за да се подобрам во фудбала. Учесниците од Македонија, Албанија и Косово од фудбалските тренери од Мадрид учеа за фудбалската игра, но и многу повеќе од тоа. Нашата главна цел во кампот не е талентот, туку спроведување на повеќе цели, а тие се да ги учиме децата на вредностите на тимска работа, лидерство, почитување, самоконтрола и напорна работа. Ние сакаме нашите деца да продолжат да учат и да бидат подобри не само во фудбалот, туку и во нивниот секојдневен живот. Покрај тренинзите за младите фудбалери се организираше и теоретска настава, преку која се запознаваат токму со овие вредности. Охрид одбран за домаќин, бидејќи тоа било најубавото нешто од Македонија. Што значи за градот Охрид? Значи многу, првенствено значи промоција за Македонија, затоа што повторно ќе споменам. Се работи за еден клуб кој што е лидер во она што се нарекува фудбал, најважната споредна работа на светот. Но организаторите кои велат дека вакви кампови ќе се организираат во иднина, имаат една цел. Ќе се обидеме, значи, буквално да направиме се за Реал Мадрид и за светот да видат доколку има некој талентирано дете овде кај нас во Македонија да игра таму некаде дале. На овој начин Охрид и Македонија се дел од мапата на 50 држави во светот каде Реал Мадрид организирал вакви кампови. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски.